Кога светот влегува во воена или геополитичка нестабилност, пазарите веднаш реагираат. Тензиите и конфликтите повторно ги раздвижија суровините, а најголемо внимание сега има на златото, нафтата и среброто. Зошто токму овие три? Затоа што во моменти на страф и неизвестност, капиталот бега од ризик и оди таму каде што чувствува поголема сигурност или каде што се очекува проблем во снабдувањето. Да почнеме со златото. Златото со години важи за сигурно застолниште. Со ескалацијата на војната, инвеститорите масовно се префрлија во злато и цената рипна нагоре како директна реакција на стравот и неизвестност. Кога побарувачката расте, а понудата е ограничена, цената оди уште повисоко. Во вакви ситуации купуваат и институции и фондови, па дури и централни банки. Среброто има слична приказна, но со дополнителен факт. Поради војната и ризикот од поширока нестабилност, и среброто скокна нагоре. Освен што се смета за заштита во кризни периоди, постои страф од нарушување во индустриското снабдување, што дополнително подигнува цената. А сега нафтата. Кај нафтата реакцијата беше уште подиректна. Самата војна и ризикот од проширување веднаш ја кренаа цената нагоре. Пазарот пресметува можен прекин на снабдување, па затоа скокна веднаш по ескалацијата. Дури и само стравот од затварање на клучни транспортни рути е доволен за цената да порасне. Затоа во вакви моменти гледаме истовремен раст. Златото рипна поради бегство од ризик. Среброто скокна поради комбинација од сигурност и индустријски страф, а нафтата порасна поради ризик од нарушено снабдување. Долгорочно секој зависи од тоа дали конфликтот ќе се прошири или ќе се смири. Ако војната се прошири, цените можат да одат уште повисоко. Ако ситуацијата се смири, делот од овој раст може да се врати назад. Пазарите секогаш додаваат премија за ризик кога има нестабилност. Кога тензиите се намалуваат, таа премија постепено исчезнува. Историјата покажува дека суровините се меѓу првите што реагираат. Тие се директно поврзани со енергијата, индустријата и финансиската сигурност. Прашањето сега е едноставно. Дали ова е краткорочен скок поради страф или почеток на подолг период на повисоки цени? Следните потези на глобалната сцена ќе ја покажат насоката. А кое е вашето мислење? Пишете ни подолу во коментар.